Јас сум Лели Федемир од Шуторизари, домаќинка, мајка на две деца. Околу патронажната посета би сакала да кажам дека порано не била добро, зашто веќе две деца имам. Понекогаш доаѓаат, понекогаш воопшто не ни доаѓаат, не може да не најдат. Немаат превози, одат пешки по улициве наши, се снаоѓаат колку што можат, жени што ќе најдат во меѓувреме ги посетуваат, некои не и така, тоа е тоа. Во амбулантата наша, кај што имаме педиатри за деца, условите се катастрофални како за бебиња новороденчиња, немаме никакви услови за деца каде би лежеле или би седеле или чекални или нешто друго, а не дај Боже за нешто дежурно да се случи во 5 сабајле. Немаат услови и хигиенски децава наши, значи користат што имаат тие лекари таму. Тоа е тоа. Целта на оваа среда всушност е да ги представиме наодите што ги имавме од истражувањето на терен, односно опфатот на имунизирани ромски деца во Брегалничкиот регион. Согласно заклучоците можеме да кажеме дека имунизацијата кај децата роми после 5 години активен ангажман од страна на граѓанскиот сектор бележи раст, односно имаме веќе постигнато некоја бројка од над 90% редовно имунизирани деца. Меѓутоа, она што загрижува е дека постојат силни антивакцинални движења кои што се одразуваат кај македонската заедница и можеме да кажеме со сигурност според нашите наводи дека повеќе од 80 деца од македонската заедница не ја користат, односно не ја примиле ХПВ вакцината. Исто така постои одбивност од вакцина и кај децата што се над 1 година, а сето тоа влие токму на ромската заедница која што многу полесно ги прифаќа овие навики да не се случува истата и во наредниот период кај нас. Токму заради тоа, ние бараме повторно да се вратат едукативните средби во заедницата, кои што иако беа предвидени, многу малку се реализираа, но пред се бараме да се зголеми опфатот на патронажни посети во ромски семејства, затоа што порано имавме предвидено 7, за жал се реализираат 1 до 2, а тоа во многу влие токму околу подигањето на свеста за важноста за вакцинација. Исто така, не смееме да оставиме сомнеш околу квалитетот на вакцината, односно изјавите од типот на министерот дека еве сега ќе набавиме поквалитетни вакцини, што покажува сомнеш дека можеби и не се најквалитетни вакцините. Од овие причини ние како граѓанска организација организиравме петиција и собравме околу 1800 потписи од ромската заедница кои што активно бараат да имаме повеќе посети од страна на патронажните сестри, односно да имаме патронажна сестра во секој дом на секој новороденче од ромското семејство. Конкретно денешната пресконференција ја држиме со цел да ги представиме нашите наоди од работата и истражувањето на терен, спроведени помеѓу ромските заедници во општините Шуторизари, Делчево, Пехчево и Виница. Во однос на здравјето на мајките и децата и пристапот до здравствената заштита. Главен акцент ставаме на службата за патронажна посета, бидејќи истражувањето покажува дека жените ромки за време на бременоста речиси да не се посети на патронажна сестра, а во периодот после породувањето се бележат 1 до максимум 2 посети, што е многу помалку од пропишаната регулатива. Зашто е ова важно и зашто го потенцираме, бидејќи во Македонија од 2011 година до 2014 година се бележи тренд на пораст на доенечката и перинаталната смртност, а особено што е висока во ромската и албанската заедница. Истражувањето тоа го покажуваат. И токму затоа е битно во ромската заедница да се вршат што повеќе патронажни посети, бидејќи важноста на оваа служба е голема со цел да ги едуцира мајките за здрава бременост, за детско здравје, за вакцинација и навреме да ги увиди сите проблеми и да ги упати за понатамошен третман, диагностика и лекување. Меѓутоа, за жал, многу малку се инвестира во оваа служба. Проблемите се бројни, има недостаток на кадар, недостаток на возила. Исто така, програмата за мајки и деца во која што беа предвидени овие посети и активности за ромски средини, за жал, активностите наменети за ромски средини од оваа програма на Министерството за здравство се избришани во 2016 година од програмскиот дел и буџетот е укинат, а воедно самата регулатива за број на патронажни посети е избришана од оваа програма и моментално во Република Македонија нема ниту една документ, јавен документ во кој што се регулирани бројот, обемот и видот на патронажните посети. Исто така, во однос на имунизацијата на децата роми и тоа е во опсегот на нашата работа, можеме да кажеме дека има подобрување, меѓутоа во овие општини во кои што работиме од 2011 година до сега и повеќе резултат на континуираната работа на граѓанските организации во овие заедници и јакнењето на самата ромска заедница за да знае да си ги препознае своите права и активно да бара да го остvari правото на имунизација на своите деца.